Едни чистат, други упорно фрлаат. Вака накратко може да се опише тажната еко-слика на дел од улицата 18 ноември, близу полициската станица во Гостивар, каде постојано се создава дива депонија. Оваа локација, покрај која секојдневно минуваат голем број на граѓани, се нагрдува од купишта ѓубре, расфрлан разновиден отпад и градежен шут. Екологисти и волонтери викендов по втор пат спроведоа акција за чистење и повторно апелираа на повисока еколошка свест. Ако се продолжи вака, Гостивар ќе стане депонија, предупредија од Сдруженијето ЕКО-ГВ, организатори на акцијата. Ние ќе продолжуваме и нашата цел е да дадеме позитивен пример и да апелираме до сите граѓани дека јавниот простор, реков, е нашиот дом и дека треба да престанеме да фрламе ѓубре насекаде. Затоа што ако продолжиме вака, значи Гостивар ќе стане депонија. Сопствениците на земјиштето каде што се формира депонијата изразуваат револт, велат дека тие претходно во 2 наврати плаќале луѓе да го чистат ѓубрето, но за кратко време сликата е пак иста. Овој двор е собственост на мене, Нада се викам, и на Лирин Емини. Меѓутоа, овие згради 2 пати ми е приватно платиме да им очистиме, од тераси фрлат и ја не сум чувар овде. Ја само можам да поминам овдека а тие дали ќе фрлат или ќе си го става спална, тоа е нивни проблем. Во акцијата која се спроведе под мотото "Цивилизирај се, не фрлај ѓубре насекаде", беше собран 1 камион со смет. Сдруженијето најави дека во соработка со јавното претпријатие Комуналец ќе го отстранат и градежниот шут, а во иднина ќе поднесуваат пријави до институциите за оние кои ја загадуваат околината. Со знамење на голема Албанија, 50 лица попладневе од пред Тетовскиот универзитет трнаа кон седиштето на ДУИ во Мала Речица да го искажат својот ревот, откако што беше посочено во најавата на самиот протест, криминалот на партијата, кој уште повеќе се расветлува со така наречените бомби на ЛЧК. На улицата која води кон ДУИ наидоа на блокада од полицијата, таа не дозволи да пристигне до партиското седиште. A to gdje? A to su me to trusci. A to Како главен организатор на протестот беше најавен братот Нел Чека, кој се обрати само на албански јазик. На македонски не сакаше да ни даде изјава за нивните барања, посочувајќи дека треба да знаеме албански ние, но и премиерот Зоран Заев. Дел од организаторите агресивно ја тргнаа опремата од медиумите на македонски јазик и не ни дозволија да продолжиме со снимање. Заев нека зборуваат албански, ако не знаат нека научат. 2019. Учесниците на протестот околу половина час стоја пред блокадата на полицијата, барајќи да ги пушти кон партиското седиште на ДУИ. Околу 13 часот сите протестанти мирно се разотидоа. Годишен жител на село Скудриња починал откако бил поклопен од камион. Несреќниот случај се случил вчера, кога откако го паркирал камионот, кој бил во негова собственост, со намера да истовари стока во касапница, тој се придвижил и го поклопил. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица Гостивар. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција. Во билтенот на СВР Тетово информација за приведени 2 лица од Република Албанија на возраст од 27 и 42 години, бидејќи тие немале регулиран престој во земјава. Истите се затекнати вчера при контрола на патниот сообраќај на регионалниот пат село Желино кон село Палатица во моторно возило управувано од 19 годишник од село Шемшово. Двете лица биле приведени во полициското оделение Групчин и предадени се во СВР Тетово за понатамошна постапка.
Ноќеска во 3 часот и 5 минути пак во Гостивар бил лишен од слобода 19-годишник од село Тушиште Тетовско, а поради основи на сомнение за сторено кривично дело, тешка кражба во обид, истиот ден околу 2 часот на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар, во куќа собственост на 47-годишник од Гостивар. Лицето е задржано во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Викендов полициски службеници од ЦВР Тетово спровеле акцијска контрола за санкционирање на возачи што управуваат возила под дејство на алкохол. Констатирано е дека под дејство на алкохол биле 27 возачи, од кои 21 во Тетово и 6 во Гостивар, кои соодветно се санкционирани со мандатни платни налози и истите се исклучени од сообраќај со привремено одземање на возачката дозвола, а глобата за овој вид прекршок се движи од 250 до 400 евра во денарска противредност, а исто така следи и мерката забрана за управување во рок од 3 месеци до 1 година, која ја одредува надлежен судија. Констатирани се и 36 други прекршоци, 19 на Тетовското и 17 на Гостиварското подрачје, кои се санкционирани со соодветни поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да ги почитуваат законите и да не управуваат со возилата под дејство на алкохол. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата. Согласно методологијата за пресметка на цените, оваа седмица малопродажните цени на горивата се зголемуваат во просек за 0,66%. Цената на 95-октанскиот бензин останува непроменета и 1 литар и понатаму ќе чини 67 денари. Цената на Евро Супер 98 и Евро Дизел горивата се зголемуваат за по половина денар, па соодветно на тоа 1 литар 98 ќе чини 69,50 денари, а 1 литар дизел ќе чини 60,50 денари. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство ќе биде 50 денари за литар, а малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 0,234 денари за килограм и ќе изнесува 33,237 денари за килограм. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ. Заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов во подолгото образложение на оставката до премиерот Зоран Заев наведува дека во изминативе 10 месеци во министерството ништо позначајно не се случувало. Промените во образованието кои ги навестувавме не ги остваривме. Зошто е ова вака, веројатно вие најдобро знаете, наведува Атанасов кој набројувајќи ги проектите, проблемите и прашањата на кои што работел, заклучува. За жал, моите очекувања дека преку политичкиот ангажман во изминатите 6 години ќе влијаам во насока на реално подобрување на состојбите во општеството, особено во образованието, и несебичното вложување за таа цел, не се остварија. Се чини дека, иако декларативно сите говорат дека се залагаме да ги задржиме младите во државава, без вистинска реформа и поквалитетно образование, како и можност за поголем просперитет за младите, тоа нема да се случува. Реорганизација и оптимизација на институциите на системот за реформи на јавната администрација и целосна деполитизација на јавниот сектор со Законот за висока раководна служба со вклучување на граѓанскиот сектор, најави министерот Дамјан Манчевски во процесот на имплементација на реформата. Македонија не доби датум за преговори во јули, но треба да се продолжи со реформите со уште позабрзано темпо, пред се во функција на граѓаните за тие да почувствуваат бенефит од реформите. Влегуваме во реализација на сериозни проекти, тоа се двата големи, реорганизација и оптимизација на институциите на системот и сето што тоа значи, заведување на ред во хаосот кој што со децении бил создаван во институциите. И втората работа, што е една од крупните чекори кон целосна деполитизација на јавниот сектор, а тоа е Законот за високата раководна служба.
Исто така ќе бидат запазени критериуми на така наречената деполитизација, Et départisation, comme on dit. но исто така и она што ние го нарекуваме департизација. Et c'est un très long travail qui est à faire. И тоа ќе биде една доста долга и напорна работа. Mais nous allons bien sûr regarder les facteurs tout à fait objectifs. Но ние се разбира ќе бидеме фокусирани на објективните критериуми и фактори. Македонија не доби датум за преговори во јуни, но секако ние треба да продолжиме со реформите со уште позабрзано темпо, се во функција првенствено граѓаните да почувствуваат добробитта од таквите реформи. Помина времето на консолидација, сега треба да дојде времето на резултати. Би ве повикали вас како новинари и недржавните членители граѓанските организации да прават притисок врз владата и да видат како таа стратегија ќе се остварува, затоа што во крајна линија најважно е граѓаните да почувствуваат некаков бенефит. Балканските култури и традиции на едно место. Викендов традиционално содржа втората манифестација фолклорни игри под шара во организација на Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка Тетово. Манифестацијата се одржа во Центарот за култура Илјантевски смок во Тетово во преполната сала. Сдруженијето на срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово оваа година е организатор и домаќин по втор пат на манифестацијата фолклорни игри под шара. Ова манифестација е со мултиетнички карактер на која настапуваат фолклорни друштва кои го негуваат фолклорот на различните народи кои живеат на просторите под опазувите на Шар планина. Оваа година ни доаѓаат и гости од другата страна на Шар планина, тоа е културно-уметничкото друштво Цветко Грбич од Штрпце. Други учесници се културно-уметничкото друштво Джеладин Зечири од Тетово, културно-уметничкото друштво Јени Хајот од Тетово, ансамблот Јунче Христоски од Скопје, културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце и нашето културно-уметничко друштво кое работи при Сдруженијето на срби и македонци, културно-уметничкото друштво Бранко Чајка, кое, како што и самиот тој име кажува, го негува и македонскиот и српскиот фолклор. Инаку голема благодарност до Министерството за култура, бидејќи ова представува проект од национален интерес за културата во 2019 година. Добре, може да кажете што е целта на оваа манифестација? Целта на оваа манифестација е да се покаже фолклорот на народите кои живеат во базувите на Шар планина. Како што е самата планина шарена, така се и шарени носиите и мелосот на сите луѓе што живеат под Шар планина. Јас сум Мита Велјковиќ, кореограф или уметнички руководиоц Куда Цветко Грбич и Штрпца и овде смо. Јас сум Митар Велјковиќ, кореограф на Цветко Грбич од Штрпце. И тука сме по втор пат. Бевме на јубилејот на културно-уметничкото друштво Бранко Чајка и дојдовме тука да ја испочитуваме оваа манифестација. И сакам да го поздравам раководството на Бранко Чајка. Јас сум Гоце Саздов, раководител на ансамбл Јонче Христоски од Скопје. Со какви точки ќе се представите? Па денеска ќе се представиме на оваа манифестација со Скопски сплет и Беломорски сплет, инаку ќе се представиме со детска и младенска група. Тоа е дел од нашиот репертоар. Колку се значени ваквите манифестации за промовирање на културата и различната култура пред се? Па значени се, ние со Кут Бранко Чајка имаме долгогодишна соработка. Јас како организатор во Дом на култура Кочорацин Скопје организирам фолклорни средби и тие се многу често на нашите манифестации во Скопје. Еве возвратно, значи веќе втор пат ние учествуваме на нивната манифестација фолклорни игри од шара и се многу значени за зачувување на македонската култура и уметност која што е изразена преку народните игри, инструменти и носии.
Викендов започна одржувањето на традиционалниот ноќен турнир во мал фудбал Ратаe 2019-та. На него учество ќе земат 29 екипи од повеќе населени места. Финалните надпревари ќе се одржат на 13 јули, кога за најдобрите екипи ќе бидат доделени награди. Денеска во Рата е еден голем ден. По трет пат организираме традиционален турнир, значи турнирот е од традиционален карактер. Се одржува по трет пат. Минатите 2 години помина во супер ред. Годинава работиме и на тоа да помине повторно во најдобар ред. И се надеваме дека ќе има се помалку незадоволни страни на крајот од турнирот. По кој повод се организира? Турнирот го организираме, значи, како што кажав, има традиционален карактер. Поводот е дружба, фудбал и само фудбал. Тоа е главниот повод за организација. Колку екипи учествуваат? Годинава ЗЕДО е учество 29 фудбалски екипи од најразлични населени места. Се надеваме дека сите тие екипи кои се пријавија ќе присуствуваат на турнирот и ги повикуваме на супер дружење, на фудбал и нормално ферплей пред се. Колку дена ќе трае и кога ќе биде финалето? Финалето предвидено е за 13 јули, што значи околу 20 на дена некаде ќе трае турнирот, ќе има одличен период кој ни предстои за дружба, збирно место, да се видиме со пријателите и така натаму. За најдобрите следуваат, значи, награди за прво место, второ место, трето место и утешна награда нормално за четврто место. Ќе има награда за најдобар играч, за најдобар стрелец, најдобар голман и нормално најфер играч. Ќе бидат одбрани и најдобрите 6 играчи како Dream Team состав еден да се направи, да се оддаде доволно почит на оние кои најмногу заслужуваат тоа да го добијат оваа година. Отварањето на турнирот во саботата беше збогатено со настап на културно-метничкото друштво Извор од Јегуновце, додека ревијален надпревар одиграа фудбалирките од клубот Шарпланинец. Десетици илјади луѓе во Истанбул ја прославуваа победата на локалните избори на кандидатот на опозицијската Републиканска народна партија Екрем Имамоглу. Изборите за градоначалник на Истанбул беа повторени откако беа поништени резултатите од гласањето пред 3 месеци. Имамоглу тогаш тесно победи и беше градоначалник на Истанбул 18 дена, но изборниот одбор ги поништи резултатите. Овие повторени избори се смета и како своевиден тест на способноста на турците да му се спротистават на се поголемата авторитативна власт на нивниот председател. Ердоган наведе дека го прифаќа изборниот резултат, а тоа го стори и неговиот кандидат, поранешниот турски премиер Binali Yildirim. Rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yildirim изрази надеж дека Имамоглу ќе им служи на жителите на Истанбул. Впрочем, тоа го вети и самиот Имамоглу, кој најави дека ова е нов почеток за Истанбул и оти како градоначалник ќе ги третира подеднакво сите 16 милиони негови жители. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok. İşimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Истанбул за прв пат по 25 години ќе го води партија која не е на власт. Ова е втор пораз за владачката партија на правдата и развојот на председателот Ердоган во најголемиот турски град и трговски центар, представува, како што оценуваат аналитичарите, голем срам за председателот Ердоган.
Тоа според нив би можело да ја ослабне неговата, како што денеодомна се очинеше, железна власт. Некои аналитичари сметаат дека поразот во Истанбул би можело да предизвика реконструкција на владата во Анкара и прилагодување на турската надворешна политика. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Околу пладне и попладне променливо облачно и нестабилно, со пороен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 15 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре предпладне ќе биде сончево со умерена облачност, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Ќе дува умерен североисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7.